На средбата е формирана заедничка група составена од независниот синдикат на пожарникарите општинските власти, чија цел е повеќето спорови меѓу пожарникарите и локалната самоуправа околу скратените работнички права да се решат вонсудски. Групата ќе работи на подобрување на условите за работа на пожарникарите и можност за зголемување на нивната бројка согласно бројот на жители на општината. Тужбите што се однесуваат пред се за додатоците на плата. Дел од тужбените барања се работа во неделен одмор, работа во празник, прековремен работа, како и бонус плата. Граначалничката на Тетово, Теута Арифи, рече дека за лошите услови во кои работаат тетовските пожарникари не е виновна само општината. Во однос на средствата за работа, според законските и позитивните законски решенија во нашата земја, значи, одговорно е ДЗС. Пожарникарите се меѓу другото покриени со блок дотација, која во моментот доаѓа од страна на Министерство за одбрана. Сакам да подвлечам дека од 60 пожарникари кои се вработени кај нас, значи во нашата служба, само 20 од нив се покриени со блок дотација од страна на Министерството за одбрана. И покрај скратениот буџет и малиот број вработени, тетовските пожарникари, освен во Тетово, гасат пожари во уште 5 други рурални општини во Полошкиот регион, каде нема ниту едно противпожарно друштво. Тетовскиот универзитет не ги примил решенијата на вишиот инспектор Ѓорѓе Лиевски, кој во месец април утврди дека министерот за образование Арбер Адеми, заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и Сафет Емрули, директор на Државниот завод за индустријска сопственост, незаконски се стекнале со академски звања во оваа образовна институција. Како што биле пратени по пошта, така и се вратени назад, вели Лиевски, кој денеска беше лично да им ги достави на управата на Тетовски. Ако во рок од 3 недели не постапат согласно наведеното во решенијата, ќе следуваат пријави, истакна вишиот инспектор. На денешниот контролни инспекцијски надзор им ги дадов моите решенија, значи ги фотокопира, да ги имаат и да постапат по истите, да постапи органите на универзитетот. А тоа значи за одземање на нивните наставно-научни звања. По надзорот на Илиевски вонреден инспекцијски надзор во однос на решенијата на тројцата функционери на ДУИ. На 6 месецот во Тетовскиот универзитет имаат извршено главниот инспектор и уште 2 просветни инспектори. Тие утврдиле дека нема никакви неправилности. Илиевски пак тврди дека во самиот нивен надзор има судирни интереси. Сите незаконски појави, како што вели, ги пријави од антикорупцијски и владата, од кои чекува да донесат правилна одлука. Главниот инспектор Африм Салију, кој што има судир на интереси на тој факултет каде што работи неговата ќерка. Потоа инспекторот Даниела Кироска, како и Христина Јовановска. Тие констатирале дека нема законски пропусти, дека се е во ред. Значи и тоа што му мирувало, и тоа што земале интелектуални услуги, значи се било во ред. Адеми Нухиу и Емрули напредувале академски и се здобиле со високи звања на Тетовски, додека извршувале високи државни функции, што е спротивно на законските прописи, посочува вишиот инспектор Илиевски. Започна иницијалната фаза за пристапување кон измени и дополнување на статутот на општина Тетово. Тетовските советници на денешната 21 седница ја изгласаа предлог одлуката за тоа, како обврска по донесувањето на уставните амандмани за промена на името на државата. Најпрво ќе биде изготвен текст кој ќе се најде пред советниците за дебатирање и гласање. Тоа е само почеток на процедурата за измена на статутот, поради тоа што знаете дека веќе треба да се исполни, дополни, да има менување на некои точки од статутот, поради тоа што е веќе стар и нема многу долго години нема сменето. Се името, значи, треба да се метне внатре во статутот и така натаму. Има група, значи, што е отформирана од страната на општината, значи ќе има правници, исто така од страна на Советот ќе има комисија за правно-статутарни работи, исто така ќе биде дел од тоа. Ќе видат, ќе анализира што треба.
Тетовските советници изгласаа зголемување на бодот на платите на вработените во детската градинка Младост, а дадоа и согласност за систематизација и внатрешна организација на работните места. На дневен ред се најде и кварталниот извештај за извршување на буџетот за првите 3 месеци од годината, како и неколку точки во однос на работата на јавното претпријатие Градски паркинг Тетово. На предлог на советници на дневен ред беа додадени дополнителни точки. Барањето на граѓаните на улицата Иво Рибар Лола доставено до архивата на општината за проблемот со атмосферската канализација, како и извештајот за работата на општината за реконструкција на патиштата. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово денес на пресконференција реагираа на проблемите во сообраќајот со кои се соочуваат жителите на градот. Бараат надлежните да ги реализираат ветените проекти, кои ќе придонесат за решавање на сообраќајниот хаос. Тетово, за жал, стана град во кој буквално владее хаос во сообраќајот. Јавниот простор константно е узурпиран од непрописно паркирани возила и тротоарите се комплетно непроодни. Денеска на дневниот ред во Советот на општина Тетово е усвојување на финансискиот план од работењето на јавното претпријатие Градски паркинг Тетово. Од извештајот можеме да видиме дека покрај тоа што се собираат огромни парични средства од пајак службата, приходи од блокатори, од затворени паркинзи и зонско паркирање, СМС пораки, дневни билети и така натаму, планирани се трошоци и расходи само за суровини, материјали, енергија, плати и нови вработувања. И покрај многуте ветувања на градоначалничката Теута Арифи и СДСМ како коалиционен партнер за решавање на сообраќајниот хаос и за изградба на катни гаражи, сепак граѓаните на Тетово се соочуваат со хаос во сообраќајот. Голем број на сообраќајни несреќи во кои се загрозени човечки животи и недостаток на паркинзи. Почитувани, пред нас е летната сезона, кога бројот на возила енормно се зголемува, а сообраќајот станува хаотичен. И покрај ветувањето на власта на локално ниво не најде за сходно да го реши овој проблем со кој се соочуваат граѓаните. Ја користиме оваа прилика да апелираме до градоначалникот Теута Арифи и советниците на СДСМ да го реализираат ветеното и да преземат мерки за средување на хаосот во сообраќајот. Советничката група на ВМРО ДПМН бара од градоначалникот веднаш да започне со работа и тоа најпрво од својот сопствен двор во објектот на општината Тетово, во кој може да се изгради монтажна катна гаража. Исто така бараме итно реализирање на ветувањето за пробивање на булеварот Благоја Тоска во Тетово на 2 локации, кое треба да се изведе на потегот покрај болницата преку текстилното училиште кај Автопрогрес со должина од 1,050 метри, како и пробивање од раскрсницата на булеварот Благоја Тоска во Тетово кај касарната во Тетово, во должина покрај касарната под стадионот диагонално се до улицата Иво Лола Рибар до локацијата пред гимназијата 7 март, во должина од 600 метри. И на крај, но најважно, очекуваме на реализација на проектот на воведување на јавен превоз со цел намалување на загадувањето во Тетово. Од општината велат дека идниот месец најверојатно ќе треба да започне пробивањето на булеварот Благоја Тоска, а за изградба на катните гаражи ќе треба повеќе време. Значи, во врска со паркинзите, општина Тетово работи напорно на тоа да отвара све повеќе места за паркинзи, исто така има план да отвара и катни гаражи. Значи, ние во деталниот урбанистички план веќе во еден дел од градот го поминавме, тоа е близу автобуската станица. Другото го мислиме да го отвориме позади зградата на Тиволи или ресторант Тиволи и да разгледаме некои други можности каде што навистина би бил во употреба на граѓаните на Тетово. Во врска со отварање на булевардите, тоа мислим дека е во процес на отварање. Ја мислим и сум вака оптимист дека во наредниот месец веќе ќе почнеме. Сме ги плаќале дел од станарите што се од куќите, па ќе почнеме куќите што се поред да ги срушиме и така натаму да продолжиме се до средното училиште текстилното.
па знаеш, не е толку едноставно да се гради, треба да се зема во предвид и финансискиот дел, па треба да се види местото кај се гради и така да работат тие што се стручњаци во ова поле и мислим дека овие гаражи едно значи ќе биде близу автобуската станица, другиот ќе биде тука, но со градата што се гради тука во центарот на градот, ќе има и подземен паркинг, значи мислиме дека ќе олесниме работата на паркинзите во Тетово. Инаку за намалување на сообраќајниот хаос во Тетово, со години се чека на пробивање на неколку улици, изградба на обиколница и изградба на катни гаражи. Повреден малолетник вчера околу 22 часот откако 76 годишен тетовец од балкон на зграда на улица Железничка во Тетово од воздушна пушка испукал кон група деца кои биле пред зградата, поради како што рекол вревата што ја правеле. Малолетникот бил пренесен во клиничката болница во Тетово. 76 годишникот денес бил приведен. Известен е јавен обвинител и се работи на целосно расчистување на случајот. Гостиварец со тешки телесни повреди пак завршил на скопските клиники откако бил физички нападнат од 3 непознати лица. Случајот вчера во полициската станица Гостивар го пријавил неговиот татко. Во полицискиот билтен и информација за приведени 2 лица, затоа што при контрола на возилото со кое се превезувале, била пронајдена марихуана и ризла. Вчера попладне пак во полициската станица Тетово било пријавено дека настанал пожар во салон за мебел на улица Илинденска, кој бил локализиран од екипа на противпожарната единица Тетово. Повредени лица нема, а увид извршила екипа од СВР Тетово. Никола Груевски нема да им биде испорачан на македонските власти, одлучи денеска судот во Будимпешта. Судијката Ева Вереджи го отфрли барањето за екстрадиција на Македонското Министерство за правда, како и меѓународната потерница, а како образложение наведе дека лицата кои побегнале од една земја не можат да бидат екстрадирани во таа земја. Пресудата се уште не е правосилна, но жалба може да поднесе само унгарското обвинителство, а не државата Северна Македонија. Груевски во Унгарија има статус на политички бегалец. Агенцијата ДПА оценува дека многу нешта укажуваат на тоа дека тој ужива заштита од страна на владата на Виктор Орбан. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто неодамна призна дека го прима Груевски редовно во својот кабинет, пишува ДПА, додавајќи дека азилантот сепак денеска во судот беше донесен со лисици на рацете и во придружба на 2 лица во цивилна облека. Ученици од основните училишта Гоце Делчев и Мустафа Кемал Ататурк од различни националности беа дел од проектот Само небото е граница, во чии рамки се одржа мултиетничка представа и ликовна колонија. Преку глума и сликање низ заедничка дружба, дечињата испратија порака за соживот, меѓусебно разбирање и заедништво. Основната цел на проектот е подигање на свеста за значењето на културните настани кои што представуваат важен сегмент од секојдневниот живот. Културата знаеме дека треба да се негува, треба да се пренесува, а начинот на кој што се пренесува културата пред се од семејството во училиштата во секојдневниот живот. Поради тоа, ние како целна група, односно јас како целна група во овој проект изедов учениците на возраст од 9 до 14 години од 2 основни училишта, од основното училиште Мустафа Кемал Ататурк и од основното училиште Гоце Делчев. Она што ние сакаме да го покажеме и ќе го докажеме е дека тоа се ученици кои што се од различни етнички заедници, македонци, албанци, турци, роми, како и лица со попреченост. Тоа што сакаме да го докажеме е дека ниту јазикот, ниту полот, ниту возраста, ниту пак националноста се пречка за спроведување на еден ваков тип на активности, туку напротив влијаат кон подобрување на заедничкиот соживот во градот, бидејќи ние знаеме во какво општество и живееме. Учениците работеа под менторство на наставничките Александра Наумческа, Севим Сулјо и Елизабета Наумческа.
Настанот имаше и хуманитарен карактер и собраните средства од продажба на сликите создадени од учениците ќе бидат донирани за помош на деца со посебни потреби. Проектот Само небото е граница се реализира со поддршка на Министерството за култура. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата се движеше во интервал од 17 до 31 степен Целзиусов. Вредноста на UV индексот изнесуваше 9. Времето утре ќе биде променливо облачно со локален пороен дожд и грмежи, особено предпладне. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи во интервал од 12 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 8.